Ова издание на интервјуто го посветуваме на Емил Димитриев, сегашен пратеник, на јавноста и е познат како предмалку како технички премиер во техничката преходна влада пред да дојде на власт новото парламентарно мнозинство. Господине Димитриев, знаеме дека сега сте во улога на пратеник од Коалицијата за подобра Македонија, односно ВМРО-ДПМН, и првото прашање на кое што би сакала да ставам акцент е 10 пратенички групи кои што ги формираше вашата партија. Дали ова реална потреба или блокада и во однос на тоа вие не сте координатор на ниту една пратеничка група. Дали е случајно ова или намерно? Формирањето на 10 пратенички групи од нашата партија го гледаме како една можност која што деловнички е оправдана да се отвори поголем простор за дискусија во парламентот, бидејќи деловникот го дозволува тоа. Сметаме дека опозицијата треба да има доволно простор да ги представи своите политики. Гледано како започна функционирањето на овој парламент со изборот на нелегитимниот избор на председател на собранието, на еден начин се прекратија дискусиите на пратениците од опозицијата, сметавме дека треба да го искористиме деловникот, можностите во деловникот да се организираме на таков начин за да можеме да имаме поголем простор за наши предлози, дискусии, водејќи сметка за тоа да не доведе до блокада на собранието, туку напротив да даде адекватен простор за сето она што е наша идеја, наши политики да бидат предмет на дискусија во собранието. Не сум координатор на пратеничка група, бидејќи така се договоривме. Сметам дека после период на извршување на повеќе високи функции во партијата има искусни пратеници кои што можат да ги водат овие пратенички групи и јас сум дел од тие пратенички група, член сум на првата пратеничка група и согласно тоа ќе го организирам моето функционирање во собранието. Едно од прашањата кое што се наметна откако вие сте во опозиција е инклузивниот процес со владеачкото мнозинство. Знаеме дека премиерот Заев постојано ве повикуваше на инклузивен процес. Вие бевте и технички премиер. Можете ли да ни направите една споредба, иако се уште е рано да ја цениме работата на сегашнава власт, каква е споредната, дали ВМРО-ДПМН имаше инклузивен процес кога беше на власт со опозицијата или пак, да кажам, ова е еден вид реваншизам политички? Моето мислење е дека процесот на инклузивност, односно потребата од инклузивност, датира малку подолго. Значи не е со почетокот на работата на ова парламентарно мнозинство и на ова влада. Ќе се сетите дека поимот инклузивност, односно барањето за повисок степен на вклученост на сите политички партии почна уште во процес на носење на договорот од пржино, како што се нарекува. Значи тоа беше главната водилка во сите тие разговори. Врз основа на тоа се формира и техничката влада за спроведување на изборите, кој што во себе ги вклучи сите клучни партии во собранието, кој што само по себе е еден вид на инклузивност. Бидејќи во вашето прашање имаше и подпрашање дали односно да се направи споредба помеѓу техничката влада и владата сега која што функционира. Тешко е да се направи споредба, бидејќи во суштина прво правно формално тие се сосема различни влади, техничката влада и политичката влада. Од друга страна премал е и просторот како функционира новата влада, па да се има една порелевантна слика за тоа како работи новата влада. Јас само ќе кажам дека како премиер на техничката влада добар дел од моето време го трошев баш на инклузивноста, која што е предмет на вашето прашање, во надминување на разликите помеѓу министрите од различни политички партии. Многу често во мојот кабинет имавме тешки дебати помеѓу различни политичари кои што беа на одредени позиции, за да не се одрази тоа на работењето на владата. И од овој аспект, без некоја посебна скромност, јас сосема ќе кажам дека техничката влада својата првенствена задача за организирање и проведување на изборите си го одработи максимално како што треба. Впрочем, до сега ниту една инстанца не најде забелешка на
работењето на таа влада, работењето беше поздравено и од домашната и од меѓународната јавност. Така да јас ќе бидам прилично вака воздржан во некоја си подлабока анализа и споредба на работењето. Треба да оставиме време да барем да има одреден оптимално време за да можеме поадекватно да анализираме работењето на оваа влада, а како што кажав, тешко и може да се спореди политички и техничка влада. Така, но кога е во прашање инклузивноста се наметнува и прашањето за носење на одлуки кои што се носат со консензус. Знаеме дека тука се прашањата кои што се однесуваат на националниот идентитет, проблемот со името со Грција. Најсвежото е договорот кој што планира да се потпише сега на 2 август со Бугарија, каде што опозицијата треба да даде поддршка на овие одлуки. Верувам дека не постои човек кој што се занимава со политика, следи политика, нема да се согласи со следно што ќе кажам, дека вакви прашања кои што се од суштинско значење за еднината на Република Македонија, неопходно е да се отвараат во еден транспарентен процес преку вклучување не само на политичките партии, јас би рекол. Инклузивноста треба да оди многу пошироко и на невладиниот сектор и на граѓаните, бидејќи име, идентитет, такви круцијални прашања кои што ги тангираат овие договори не се ексклузивност само на политичките елити. Дали биле позиција или опозиција или заедно и тие. Така да сосема е оправдано нашето барање да овие процеси се одвиваат преку една висока транспарентност, преку вклученост на сите и формални и неформални групи во општеството, бидејќи од овој процес ќе се бара долгорочни решенија. А не можете да носите долгорочни решенија ако сите не бидат прашани и вклучени во овој процес. Прашањето за употребата на јазиците, односно на албанскиот јазик. Како ВМРО-ДПМН ќе настапи по однос на ова прашање? Еве знаеме дека веќе најавуваат дека законот е изготвен и за брзо ќе стигне на дневен ред на владата. Најпрво треба да почекаме законот да дојде во собраниска процедура, бидејќи тоа е првата инстанца кога можеме ние како опозиција да бидеме запознаени со содржината на законот. Јас ќе ви кажам дека јас како човек и мојата партија, ние не се чувствуваме по ништо побогати или посретни ако уживаме одредени права како етникум, како македонци, а да друг етникум ги нема тие права. Така да апсолутно дали ќе го поддржите? Апсолутно сме за унапредување на етничките права до ниво на изедначување со сите етникуми, меѓутоа тоа не смее да биде на штета на унитарноста на државата, по контурите на државата како што е уредена. Значи, во тој диапазон, ако се решенијата, за нас би биле прифатливи. Меѓутоа, не можеме да прифатиме решенија кои што ќе го уриваат уставниот поредок на државата, ќе ја уриваат унитарноста на земјата, бидејќи за нас македонците нема резервна татковина, ова не е единствена татковина и ние имаме не само права, туку и обврска од нашите поколенија зад нас и поколенијата на кои ќе ја оставиме државата, да внимаваме да не се направи одредено нарушување на системот онака како што сега функционира. Едноставно во рамките на овој систем треба да се изнедат решенија за да дополнително се унапредат права на етникуми кои што сметат дека не се на тоа ниво кој што заслужуваат да бидат уредени. Знаеме дека на годишнината од партијата, лидерот на вашата партија Никола Груевски најави освежувања со нови кадри, како и одредени реформи внатре во партијата. Дали веќе почна тој процес во ВМРО-ДПМН? Како се одвиваат работите на овој план? Значи, како човек кој влегол во ВМРО-ДПМН 1995 година, можеби сум единствен во партијата кој што ги има изодено сите можни функции во партијата, од најниско, од младинска организација до генерален секретар. Можам да со најголема сигурност да кажам дека ВМРО-ДПМН е партија која што во себе има силен кадровски потенцијал, кој што секој пат треба да биде рационално искористен, да биде искористен онаму кај што може да даде најдобри резултати, значи и во правењето на селекција која задача и која функција
да ја обавува. Јас поддржувам освежување на сите нивоа во партијата, бидејќи партијата беше долго време на власт, имаше поединци кои што 10-11 години беа министри, извршувале одредени функции, можеби дел од нив некои се подзаморени, треба да одморат, дел на луѓе кои што не добиле шанса да извршуваат партиски функции, треба да им се даде. Партиите се жива материја и секој пат треба од време на време да се освежуваат органите на партијата, така да во тој правец и како поединец давам поддршка на председателот Груевски да се освежи партијата, да ги подобри своите перформанси во пресрет на локалните избори и во годините кои што представат. Како гледате на една група луѓе кои што бараат реформација, односно демократизирање во партијата? Знаете дека пред известно време се појави една група кои што се ваши членови. Значи, јас како човек кој што сум демократ по убедување, на различните мислења гледам како на богатство, не како на нешто кое што треба да биде во старт дочекано на нож, како што кажува нашиот народ. Тие размислувања, идеи околу подобро организирање на партијата, раководството на партијата треба да ги разгледа, да види дали тие на вистина ќе доведат до подобро функционирање на партијата. Сето тоа го гледам како една нормална внатре-партиска демократија, додека не бидат нарушени основните акти на функционирање на партијата, тоа се деловниците и статутот, така да немам некоја резерва или било што и кон размислување кои што се издвоени од раководството, од извршниот комитет, од Централниот комитет. Тоа се наши сопартици кои што лично ги знам, сме работеле години назад во партијата, сме терале избори и имам еден коректен став кон нивните размислувања. И сосема на крајот, додека вие бевте технички премиер, колку го користевте владиниот Мерцедес и дали навистина беше во таква состојба како што беше представен пред медиумите? Мора да признам дека вие сте првите што ми го поставувате тоа прашање, а таа тема беше на широко и на долго дискутирана во Република Македонија. Тој Мерцедес, јас бев председател на владата 15 месеци, дали 2 или 3... Наместо 2 месеци, 15 да останавте? Без моја вина, тоа беа склоп на околности. Значи, дали 2 или 3 дена од тие 15 месеци го имам користено тоа службено возило. Може би и по моја вина и надвор од оние протоколи и стандарди за функционирање на функционерот од тој ранг, јас некаде од 15 месеци, може би 12 и 13 месеци се возев во неблиндирано возило, додека не се поквари тој стариот Мерцедес кој што го користеле неколку примери назад. Возилото беше оставено во одлична состојба, дури се изненадив од сликите кои го видов. Не е работа на премиерот да се занимава во каква состојба е, меѓутоа до нешто последен пат јас го видов возилото, беше во одлична состојба, во состојба како што и сега го гледам од телевизиските камери, нели во состојба на како што доликува за тоа возило. Господине Димитриев, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам, беше задоволство.